Вести на Канал 8, добродојдовте. Општина Кочани ќе го преуредува паркот и игралиштата во локалитетот Бавчалук. За оваа намена планирани се околу 45.000 евра, од кои 30% се подршка од Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип, а остатокот е кофинансирање. Локалната самоуправа на Кочани ќе реализира проект за преуредување и санација на оштетувањата на игралиштата и паркот во локалитетот Бавчалук, за што е планирана сума од над 2.750.000 денари. Околу 1/3 од парите ќе бидат покриени со финансиска подршка од Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип во рамки на проектот Направи разлика, а за што кон крајот на мај општината потпишала и меморандум за соработка. Остатокот од средствата ќе бидат сопствено учество и тие веќе се планирани на расходната страна во општинскиот буџет за оваа година. Точната сума со која ќе кофинансира општината ќе зависи од договорениот износ што ќе биде постигнат согласно Законот за јавни набавки. Според спецификацијата во меморандумот, предвидено е во детскиот парк да се постават по 4 клацкалки и нишалки, 18 клупи во комбинација дрво и метал, да се санираат постојните летниковци, како и да се постават 3 дрвени плотни за маси на веќе постојните локации. Исто така, треба да се исчистат и санираат оштетувањата на терените за мал фудбал и кошарка, а по премачкувањето со полимерна емулзија предвидено е нивно целосно преасфалтирање. Дополнително ќе бидат заменети и искрашените и оштетени табли и обрачи за кошарка, како и стативите на фудбалското игралиште. Со средствата со кои ќе кофинансира општината, презема обврски да постави нови канти за отпадоци, дрвени седалки на постојната конструкција, како и да засади 100 садници од листопадни и зимзелени дрвја. Рокот за реализација на преуредувањето на паркот и спортските терени во Бавчалук е до крајот на октомври оваа година. Претходно, Советот на општина Кочани треба да даде согласност на одлуката за кофинансирање на редовната седница што е закажана за петок. Градоначалникот на општина Виница Миле Петков им додели признание и парични ваучери на најдобрите ученици од генерацијата 2020-2024 од Средното општинско училиште Ванчо Праке. На средбата, што се реализираше во просториите на локалната самоуправа, учениците истакнаа дека образованието ќе го продолжат на државните универзитети со цел да се доизградат во зрели, едуцирани и цврсти личности. Петков приликата искористи на учениците да им посака во наредниот период да освојуваат повеќе награди и да прикажуваат одлични резултати и во високото образование. Средбите со најдобрите ученици традиционално се одржуваат по завршувањето на секоја учебна година. Во Средното општинско училиште Ванчо Праке околу 100 матуранти го завршија средното образование, а исто така од 20 јуни почнува и уписот за идните средношколци. Општина Кочани упати јавен повик до сите евидентирани невработени лица да се вклучат во програмата Општинско корисна работа во рамки на проектот Доверба. Станува збор за работно ангажирање со скратено работно време во периодот од 9 месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд. Лицата кои немаат сертификат признаен од релевантни институции за стекнати вештини од областа на социјалната и здравствената сфера ќе бидат вклучени во период од 3 месеци со задолжителна обука и 6 месеци работен ангажман. Право на учество имаат сите невработени, а предност ќе имаат лицата кои прв пат се јавуваат за учество во програмата. Кандидатите што ќе бидат избрани ќе добијат паричен надоместок од 13.750 денари во бруто износ. Невработените лица што ќе бидат вклучени во програмата ќе бидат ангажирани со скратено работно време во период од 20 работни часа неделно. Работните позиции што се опфатени со огласот се негувател за деца од предучилишна возраст и за лица со попреченост, давател на услугата во Центарот за донации, фасилитатор за социјални прашања и за олеснување на пристап до образованието на ромски деца и личен асистент. Заинтересираните невработени лица
Пријавите за учество во програмата Општинско корисна работа може да ги поднесат во Агенцијата за вработување во Кочани најдоцна до 18 јуни во периодот од 8 до 14 часот. Подетални информации во врска со повикот може да се пронајдат на официјалната веб страница на Општина Кочани. Љупка Стојменова од Основното училиште Никола Карев го доби признанието библиотекар на годината Павлина Цунева Маказлиева. Магистер Љупка Стојменова од Основното училиште Никола Карев го доби признанието Павлина Цунева Маказлиева за библиотекар на годината. Наградата е доделена како резултат на врвни достигнувања од областа на библиотекарството и информацијската дејност во училишните библиотеки во рамки на меѓународната литературна манифестација Средби под јаворите, Видо е Подгорец 2024, што се одржа во Струмица. Ме радува што признанието библиотекар на годината Павлина Цунева Маказлиева од училишните библиотеки ја доби нашата училишна библиотека, односно јас како библиотекар. Ова е врвно достигнување за мене како библиотекар, бидејќи се оценува библиотекарските и информацијските дејности, кои што во изобилие можам да кажам дека ги имаше се реализираа доста активности во нашата училишна библиотека во овие 2 години колку што и самата работи. Меѓутоа, наградата библиотекар на годината Павлина Цунева Маказлиева ја доживувам како колективна награда на Основното училиште Никола Карев. Бидејќи самите простори, односно просторното уредување во училишната библиотека се пред се заеднички труд на мене како библиотекар, но со голема поддршка на директорот Александар Андов, кој несебично се вложи во уредувањето на просторот и во неговото опремување. Исто така, оваа награда е и на учениците и наставниците, без кои што и не можеа да се реализираат активностите кои што беа подготвувани, реализирани во текот на овие 2 години, а и проектите кои што исто така беа реализирани во училишната медијатека. Исто така, ова е награда и на стручната служба, која ме поддржува постојано во реализација и подготовка на самите активности, а и техничкиот персонал кој несебично се вложува во уредувањето при самите активности. Така да оваа награда не ја доживам лично како награда моја, односно како награда на Љупка Стојменова, туку е награда на Основното училиште Никола Карев. Освен наградата за библиотекар на годината, во рамки на манифестацијата Средба под јаворите, Видо е Подгорец 2024, признание за интегриран мотивирачки пристап освоила и наставничката Ангелина Алексова од Основното училиште Никола Карев. Трите планинарски клубови од Кочани во изминатите денови имаа засилени активности при што учествуваа на различни акции во државата. Планинарскиот спортски клуб Осогово реализираше 2 различни планинарски активности на локациите на Шар планина, при што беа искачени врвовите Церипашина, Антени, Сим врв, Карас бунар, Бакрдан и Титов врв. Втората планинарска група на клубот се исклачи на планината Кораб со посета на Корабски водопад, како и на врвот Рибничка скала на 2305 метри надморска височина. Двете планинарски акции се реализираат како подготовка на една екипа за високогорско искачување во текот на овој месец. Клубот за планинарски спортови Осоговски Орел пак учествуваше на третата поред трка во чест на Костарацин. Организатор на трката беше атлетскиот клуб Борец од Велес, при што се трчеше на 10 и 5 километри, како и детска трка за најмладите. При тоа, Кочанскиот клуб освои прво место екипно во женска конкуренција, додека Марија Атанасова го освои третото место во поединечна конкуренција во категоријата 35 до 43 годишна возраст. Членовите на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани во неделата организираа акција за искачување на Кривошијски врв на 2508 метри со стартна точка од селото Бозовце. Вкупната должина на маршот беше 20 км, а висинската разлика 1400 метри.
Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.